председателке, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Случајот онкологија, ќе се сложите, е најгрозоморната афера во здравството што ни се случила досега. Во јавноста постоја сомнежи и обвинувања за постоење на злосторничко здружување кој на клиниката извршило организирано масовно убиство. И за ова мора да има одговорност. За ова се сложуваме сите. Целта на оваа анкетна комисија е да ја утврди дали постои политичка одговорност што се дозволило да ни се случи вака грозоморна афера. Во разгледувајќи го извештајот на Државниот завод за ревизија, забележавме сите тука дека државниот ревизор нотирал многу забелешки и работење спротивно на закон. Во тој период, почитуван екс-министер Венко Филипче, сте биле министер, сте извршувале функцијата министер за здравство и затоа вас денес ќе ви поставам конкретни прашања на кои барам конкретен одговор. Дали, додека сте министер за здравство, имало стручен колегиум на клиниката за онкологија и радиологија и колку често тој заседавал? Односно, дали имало функционален стручен колегиум на клиниката? Дали барањето од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија и онкологија за набавка на лекови било од стручен колегиум и дали тоа барање вие го имате видено? Дали сте го виделе? Дали како министер имавте сознанија некакви дека на клиниката за онкологија се дава терапија на починати лица, односно починати лица се на листата за оние кои треба да примат скапа биолошка терапија? Дали знаевте дека на клиниката нема медицински протокол со кој ќе се воспостават правила и критериуми кои треба да ги исполнува пациент за да прима биолошка терапија? Патем, дали знаевте дека одлуките не ги носел ни стручен колегиум, туку секој доктор поединечно, а конечно одобрување давал единствено медицинскиот директор Никола Васев? Зошто како министер, ако ова сте го знаеле, сте дозволивеле Васев да биде бог на клиниката кој ќе одлучува кој ќе живее, а кој ќе умира? Дали како министер сте во координација со Фондот за здравствено осигурување за финансиската можност на клиниката за постапките што Министерството за здравство ги спроведува во име и за сметка на клиниката, или функционирате некоординирано, без план и стратегија? Чекам конкретен одговор на овие прашања. Благодарам. Благодарам, пратениче. Во форма сте мора